Тужбата на Андри Димовски, судија од градскиот суд, е еден од ретките кои има меѓународно искуство пред управен суд против судскиот совет околу конкурс распишан за избор на апелациони судии во Скопска апелација, на кој што конкурирал и тој. Димовски се жали дека иако работел во меѓународниот суд во Страсбур, не му била призната годината и не добил бодирање. Дека судскиот совет наводно го оцени тужител со позитивна оцена за 2019 година представува признавање на тврдењето во тужбата дека на тужителот не му се доделени бодови за 2019 година. Правниот застапник пак на судски совет Јулијана Ѓоргиевска ги оверуваше судиите од управен дека самото оценување на кандидатите за влез во апелација е согласно Законот за судски совет од 2019 година и критериумите по оваа регулатива. На ова решение судијата го остварил правото на приговор до судскиот совет, на кој судијата го остварил правото на жалба до Врховниот суд на Република Северна Македонија, кој го укинал решението на судскиот совет по приговор, значи одlučne за решение по приговор, но не и за решението со кое судијата го оцени во декември 2020 година. Полномошникот на тужителот Димовски, Билјана Јандриовска, останува на тоа дека тужениот орган постапил само по формалните забелешки. Се направила непоправлива штета. Очевидно да тужениот орган при повторното одлучување постапил само по формалните забелешки дадени од страна на овој суд во делот на тоа што прецизирал починен приговор, одлучува и го коригирал делот каде што го поништеното решение потврди управен акт кој што беше укинат од Врховниот суд. Во овој случај се оспорува изборот на 6 судии кои судски совет ги унапреди, т.е. трансферира од граѓански во апелацијски суд, може да не дојдат до повисоката позиција. Постапката може да се врати на почеток доколку управниот суд одлучи позитивно на тужбата од судијата Андри Димовски, кој смета дека не бил праведно оценет, односно не му биле доделени соодветни поени за сите услови кои ги исполнува. Одлуката за барањето на тужителот од управната судиска тројка ќе се знае на следното ротиште што се закажа за 17.